Почитувани, со Филипче како министер, водата била неисправна и тоа се криело од граѓаните. Скоро 400 испитувања на водата во период кога Венко Филипче е министер за здравство и СДС е власт. Покажале дека граѓаните пијат неисправна вода и тогашната власт не само што не преземала ништо за тоа, туку и го сокрила овој податок од граѓаните. Венко Филипче и СДС свесно оставиле граѓаните бавно да се трујат само за да не изгубат политички поени. Податоците со кои што располагаме покажуваат со какви искривени вредности се Венко Филипче и СДС. Дозволете ми да прочитам дел од тие случаи. На ден 19.5.2021 година испитувањата за водата на водостопанство Лисиче во Велес не одговарале согласно правилникот за безбедност и квалитет на водата. Односно, народски кажано, водата не била за пиење. На ден 22.6.2021 година испитувањата за водата во локален водовод во село Нивичани и Кочани исто така не одговарале согласно правилникот за безбедност и квалитет на водата. На ден 20.7.2021 година испитувањата за водата во Пештан и Охрид не одговарале согласно правилникот за безбедност и квалитет на водата, за што е направен записник и решение за забрана од 23.7.2021 година. На ден 10.11.2021 година во Чешма, во школо Страшо Пинџур, село Уларци, Чишиново, водата не била согласно законските прописи. Водата во здравствениот дом Делчево на 11.1.2022 година не била за пиење. Министер за здравство Венко Филипче. За ниту еден од овие, но и многу други случаи, јавноста не е информирана, болниците биле полнети, на граѓаните очигледно им било лошо, но никој не знаел од што, а власта тоа вешто го криела. За ова е известено МВР и институциите ќе постапат и ќе ги достават документите до јавното обвинителство. Очекуваме јавното обвинителство веднаш и без одлагање да постапи по овој случај и да има одговорност по истиот. Ви благодарам. Прашања? Господине Мицевски, како го коментирате сменувањето од дневен ред на законот за прогласување на Скопје Европска престолнина за 2028 година? Па добро, согласно она што како пратеници и она што очекување на сите граѓани, а тоа е да Скопје биде Европска престолнина 2028 година, се направи одредено законско решение, кое што денес беше поднесено од страна на пратеници. Истото беше најавено, на денешната седница беше ставено како точка на дневен ред, по реакции од опозицијата, на воредна координација која што се одржа во текот на самата седница и врз основа на заеднички разговори донесена одлука поради дополнителни разгледувања и поради барање на опозицијата, како и на надминување на одредени работи кои што им се нејасни во самото законско решение, истата да биде повлечена денеска од дневен ред. Законот постои во собраниска процедура, но ќе се разгледува после одморите или кога ќе се создадат услови за истиот.